За една година треба да заврши реконструкцијата на железничката пруга од Ногаевци до Неготино, која е дел од Коридорот 10. Со тоа ќе се заокружи санирањето на 28 црни точки на железничките пруги низ државата, каде возовите мораат да се движат со намалена брзина поради старите и дотраени пруги. Ова е веста на денот со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте не. Доделени нови 50 решенија за легализација на дивоградбите во Газибаба. Во општина Илинден продолжува чистењето на каналската мрежа. Ке се доделуваат 15 стипендии за втор циклус студии на Универзитетот Франклин. Се санираат дупки на улиците во Кисела вода. Швајцарката Мартина Хингес му се враќа на тенисот по 6 годишна пауза. Годинава по втор пат МОН ке додели стипендии за вториот циклус академски студии од научното подрачје на општествените науки од областа на бизнис администрацијата на Франклин, Универзитетот од Охајо. Ке бидат доделени вкупно 15 стипендии, од кои 5 се целосни во износ од 5000 евра, а 10 стипендии во износ од 50% од трошоците на школарината. Ивана Митковска. Министерството за образование и наука повторно доделува стипендии за втор циклус академски студии од научното подрачје на општествените науки од областа на бизнис администрацијата на Франклин, Универзитетот од Охајо. За разлика од академската 2011-2012 година, кога беа доделени само 5 стипендии. Во оваа академска година ќе бидат доделени 15 стипендии, од кои 5 се целосни во износ од 5000 евра, а 10 стипендии во износ од 50% од трошоците за школарина. Конкурсот ќе биде објавен веќе од утре во печатените медиуми и на интернет страницата на Министерството за образование и наука, а рокот на пријавување е до 1 октомври 2013 година. На овие студии по бизнис администрација можат да се запишат студенти, кандидати кои што завршиле академски студии од прв циклус студии, од соодветно научно подрачје во траење од 3, односно 4 години, со постигнат просечен успех од најмалку 8,50. Секој кандидат треба да достави доказ, односно диплома за завршени академски студии од прв циклус, уверение за постигнат успех, потврда од високообразовна установа дека кандидатот е примен прв пат во прва година на студии од втор циклус во академската 2013-2014 година, од кога започнува семестерот и толку семестри траат студиите. Уверение за познавање на странски јазик согласно меѓународен стандард, своерочно подпишана изјава дека не е корисник на стипендија од студии од втор циклус од други даватели, заверена на нотар и уверение за државјанство на Република Македонија. Ристовски посочи дека студиите ќе се реализираат од страна на Франклин, Универзитетот во Охајо, кој од 2010 година како странска високообразовна установа има одобрение за вршење на високообразовна дејност на територијата на Македонија. Инаку, наставата ќе се реализира на англиски јазик од страна на реномирани професори од Америка. Но студентите нема да мораат да заминат во Соединетите Американски држави за да ги завршат овие студии. Напротив, предавањата ќе се одвиваат во Македонија, односно во престориите на економскиот факултет во Прилеп. Студиите траат 2 години во кои се изучуваат 10 предмети, а наставата се одвива онлайн и преку класични предавања. По завршувањето на студиите, кандидатите добиваат американска диплома магистер по бизнис администрација од Франклин Универзитетот. До крајот на оваа година на овој универзитет треба да дипломираат 11 студенти од првиот циклус на студии. Директорот на MBA студиите на подружницата на Франклин Универзитетот од Охајо во Република Македонија Никола Димески истакна дека една од целите е да се донесат најдобрите студии во Република Македонија. Самите професори се освен докторанти во соодветните области, исто така и професионалци кои што работеле во реалниот сектор. За да може еден професор да предава на Франклин Универзитетот, потребно е да има најмалку 10 години работно искуство во реалниот сектор, во реалниот бизнис, што ги прави овие студии исклучително апликативни и квалитети во однос на предавањето на знаење и вештини здобиени од реалната економија во Америка.
Изборот на кандидатите ќе се врши врз основа на постигнатиот успех од првиот циклус на студии на кандидатот. При еднаков просечен успех, предност ќе се даде на оние кандидати кои знаат повеќе јазици. Министерот Ристовски апелираше сите оние кои ги исполнуваат условите да аплицираат и нагласи дека ова е одлична можност за стекнување на знаење и искуства од еден од најреномираните универзитети во светски рамки. Наместо секој месец со специјалистички упат да доаѓаат во клиниката за радиологија и онкологија со цел да се ја подигнат терапијата од која им зависи животот, од сега болните од рак ќе можат терапијата да ја подигнат квартално, односно на секои 3 месеци и тоа со еден упат, кој ќе важи за цела година. Приближно 440 пациенти со овие диагнози се регистрирани во државава. Ова беше изнесено како барање при контактите со Сдруженијата на пациентите. Со ова ќе им се намалат трошоците на оние пациенти кои не се од Скопје, кои наменски доаѓаат до клиниката во Скопје само за да ја подигнат оваа терапија. Освен тоа, фондот воведува уште едно олеснување за пациентите со овие диагнози. Брахитерапија, специфичен тип на радиотерапија за која досега се бараше специјалистички упат, сега ќе се врши со еден упат за цело време од незиното траење. Оваа терапија се спроведува во време траење од околу 3 недели. Во изминативе 4 години на територијата на општина Илинден исчистени се 81 километар одводни канали, се со цел да се запази функционалноста на каналската мрежа. Согласно годишниот план, продолжува акцијата за чистење на каналите, а моментално екипите вршат чистење на отворениот одводен канал Топлик во должина од 2000 метри. Согласно годишниот план за чистење на каналската мрежа, а во координација со Водостопанство Скопско поле, општина Илинден продолжува со акцијата за чистење на каналите за одведување на територијата на општината. На терен екипите вршат чистење на отворениот одводен канал Топлик, кој поминува низ населеното место Илинден во должина од 2000 метри. Рачно се отстранува вегетацијата од коритото на каналот, која го попречува нормалниот проток на водата, а чистењето треба да заврши во наредните 15 на дена. Со редовното одржување на каналската мрежа во општина Илинден, чија должина е 120 километри, не само што се обезбедува проточност на водите, туку и придонесува и за поубав изглед на општината. Во изминативе 4 години на територијата на општина Илинден исчистени се 81 километар одводни канали, се со цел да се запази функционалноста на каналската мрежа. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар ги известува жителите на населбата Капиштец, корисници на услуги на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, чии договори се истечени или набрзо истекуваат, дека најдоцна до 27.2013 година треба да ги обноват истечените договори, односно повторно да аплицираат за нова налепница, за да може да ги користат поволностите што јавното предпријатие ги нуди. За да го обновите истечениот договор, потребно е да доставите лична карта и сообраќајна дозвола. Еднократниот надоместок за обновување на истечен договор изнесува 100 денари. По обновувањето на истечениот договор се склучува нов договор од траење на 1 година. Со обновување на договорот добивате нова налепница со која ќе можете бесплатно да го паркирате својот автомобил на отворените паркинзи во зона 1 и зона 2. Поволностите за бесплатен паркинг нема да може да ги користите во нула зона, на резидентните улици и паркиралиштата, на јавните паркиралишта од затворен тип и во катната гаража Судска палата. Акцијата за санација на ударните дупки на улиците, која неодамна започна да се реализира на територијата на општина Киселавода, веќе ги дава правичните резултати. Досега се санирани неколку улици во Пржино, Црниче, Драчево и Припор. Прилог на Елизабета Дамјановска.
Општина Кисела Вода неодамна започна со санација на ударните дупки на нејзина територија. Акцијата која беше најавена дека ќе се одвива во 14 местни заедници, веќе почна на терен да ги дава резултатите. Откако започна акцијата, комплетно се санирани ударните дупки на повеќе сервисни улици во населбите Цветан Димов, Пржино, Црниче, Драчево, 11 октомври и Припор, зашто се потрошени околу 115 тони асфалт, со кои се пополнети ударни дупки на површина од околу 926 квадратни метри. Од општината информираат дека на акцијата и претходеле активности за детектирање на сите ударни дупки на сервисните улици, кои се во надлежност на општината, а беа земени во предвид и пријавите на граѓаните кои искористија апликацијата Види, пријави, поправи. Како што дознаваме на барање на општината, фирмата изведувач формирала оперативни групи кои действуваат во 4 реони низ општината. Населбата и селото Драчево и Подстаница го сочинуваат првиот реон, населбите Градинар, бараките во 11 октомври, селото Усие, Стаклара, Каменник и Пинтија се опфатени во вториот реон. Во третиот реон влегуваат населбите Припор, Кисела Вода и зградите во 11 октомври, додека пак четвртиот реонот, каде и впрочем започна акцијата, го сочинуваат населбите Бирарија, Цветан Димов, Црниче и Пржино. За овие градежни активности од општинскиот буџет се издвоени околу 2 милиони денари. По завршувањето на оваа акција ќе следат градежни активности за нивелирање на пропаднатите шахти на целата територија на општината. Мелничарите ја поддржуваат владината одлука за условен увоз на пченица и брашно и сметаат дека треба да остане во сила во предвидените 6 месеци. На седницата во Стопанската комора констатирале дека откупот се одвива без проблеми според предвидената динамика. Досега се преземени 55.000 тони пченица, што е 20% од очекуваниот род од 280.000 тони. Мелничарите апелираат откупот да почне и во регионите каде што жетвата е во тек и онаму каде што евентуално доцни. Преземените мерки ќе имаат позитивен ефект, ќе овозможуваат да се откупат планираните количини. Преработувачите во моментов се соочени со нешто послаб квалитет на пченица, поради тоа што течат првите фази од откупот. Општина Газибаба и градоначалникот Тони Трајковски денеска доделија нови 50 решенија за легализација на бесправно изградени објекти за физички и правни лица на територијата на општината. До сега од започнување на овој процес, општината додели околу 1650 решенија, а има 16.000 барања. Томислав Атанасовски. Измина само една недела откако беа доделени 100 решенија за легализација на дивоградбите во општина Газибаба. Еве веќе општината изработи и додели уште 50 нови. Истите ги додели градоначалникот Тони Трајковски во големата сала за состаноци на Советот на општината. Во општина Газибаба има пристигнато најголем број на барања за легализација на дивоградбите, околу 16.000, од кои 8.000 се со комплетна документација и секојдневно се прават напори за брзо решавање на предметите. 40 на луѓе од општинската администрација и ангажираните волонтери се групирани и секојдневно излегуваат на терен да ја контролираат градбата на Унија, кои имаат поднесено комплетна документација со изготвен елаборат, пошто се изготвува решението кое потоа се доставува до барателите. Во изминатиот период општина Газибаба има доделено околу 1650 решенија за легализација на бесправно изградени објекти за физички и правни лица на територијата на општината. Градоначалникот Тони Трајковски упати апел до сите граѓани кои имаат поднесено барање за легализација на своите објекти да имаат трпение затоа што физички сите предмети не можат одеднаш да се решат. Општина Газибаба има решенија изготвени за правни и приватни лица кои добија пресметки за да направат плаќање и потоа да си ги добијат решенијата за легализација на своите објекти. Исто така, општината упатува апел до граѓаните кои добиле вакви пресметки дека плаќањето може да го извршат согласно законот и на 12 месечни рати. Изготвувањето на вакви решенија за легализација на дивоградбите од стручните тимови на општина Газибаба и понатаму продолжува. Ракометарите на Металург преку двомечот со ПИК Сегет ќе се борат за местото во групната фаза во Лигата на шампионите. После рекламите следуваат спортските информации.